Григор С. Прличев. Нашата литература од 19-тиот век многу малку е позната не само на широката читачка публика, но и на луѓе што по должност се занимаат со литература. Затова нам ни се наложува што побрго и што посериозно да се запознаеме со таа литература, да ја објасниме научно и да ја направиме достапна за нашата широка публика и училиште. Од тука иницијативата на Државното книгоиздателство за Македонија да ги издаде творбите на нашите писатели од тој период на нашиот литературен живот треба да се пречека со секаква пофалба. Иако Григор Прличев не е прв по време наш писател од 19-тиот век, сепак тој соединува во себе си се она што е карактеристично во тој период од нашата литература. Роден 1830 или 1831 година во Охрид од многу сиромашни родители, тој имал несреќа да го загуби многу рано татка си, така да остане на грижата на мајка си и својот стар дедо. Смртта на дедо му го прави и инаку тешкиот живот уште потежок. Мајката на писателот треба сега да работи по куќите, а сестра му станува слугинка. Тоа многу повлијаело на Прличев да стане најбуен и страстен член на опозицијата против аристокрацијата. Како да бев избран за општ одмаздител за сиромасите, секогаш сум ги мразел, гонел и тепал децата на богаташите, на чорбаџиите и на своите учители, кога тие постапуваа грдо со моите другари ученици. Поднесувајќи ги сите маки и страданија на едно сираче, тој го започнува своето учење прво во грчкото училиште во својот град, а после, откако станува учител, со спестените пари тргнува да учи медицина во Атина. Спестените пари бргу се стопуат, хонорарните часови многу не му помагаат, и кога не може веќе да си ја плати квартирата и да купи барем сув леп, тоа го правел неколку месеци, се враќа во својата татковина, каде што пак станува учител во Охридско, Прилеп и Охрид. Со спестените пари пак тргнува 1859 година за Атина да го продолжи студирањето. По се изгледа дека повеќе од медицината го интересува поезијата и тој 1860 година учествува во конкурсот за најубавата поема на грчки јазик со својата поема Сердарот. Голема среќа била за поетот кога слушнал дека неговата поема е избрана за најуспела и дека тој треба да го прими Лавровиот венец и паричната награда. Се пишуваат за него фалбени статии, го викаат втор Омир, му предлагаат месечна стипендија и да го пратат во Оксфорд или Берлин на државна сметка, но тој не сака да чуе за тоа. Тој знае што се крие под сето тоа и кога разбира за маченичката смрт на двајцата Миладиновци, тој вели: Јас ги оставив таму сите украси на животот и си тргнав за татковината да служам без пари, да умирам заедно со моите сограѓани што умираат, да им го покажам правиот пат кон напредокот, да го искоренам елинскиот јазик од цркви и училишта, по 4 века на варваризам да го воведам одново звучниот славјанизам и за народниот напредок и одмазда за смртта на своите учители да претрпам неискажани маки. Поставувајќи ја од сега така својата животна линија, тој не ја напушта дури и тогаш кога му прети од владиците и турските власти најголема опасност. Охридскиот и после Дебарскиот затвор го очеличуваат народниот македонски борец Прличев. Но една случка го поразуе душевно нашиот писател. 1871 година тој го печати својот превод на Илијада. Бугарската нова критика што се раѓала точно тогаш на чело со Нешо Бончов го прима лошо тој превод на Острижен Омир и му нанесува удар на Прличев и неговиот превод направен на некаков општославјански јазик во основата на кој што стоел охридскиот говор.
Така Прличев се откажува од книжовната работа цели 15 години, кога ја напишува во Солун својата автобиографија. Разочаран, тој ги живее последните години од својот живот во Охрид, каде што умира во почетокот од 1893 година. Животниот пат на Прличев представува за нас извесен интерес. Тој е патот на еден наш чесен народен интелектуалец од она време, излегол од сиромашните народни слоеви. Од најголем елинист, тој станува најстрашен противник на грчкото политичко и културно влијание. Така тој тргнува по линијата на народната политичка и културна борба и поднесува секакви страданија. Тој јасно ја гледа тогашната наша действителност и тоа страшно го мачи. Катадневни врволици од земјоделци терани в затвор за данок, мирни и честни селани што се клањаа, и со челата го удираа килимот пред скверни, немилостиви среброљупци, лицемери, страстолюбци калуѓери, што се исмејаваа нечовечно над самите глави на своите поклоници. Конакот. Таму скоро секој ден фигурираше фалаката. Се чудев како може да има на светот луѓе толку будали да сакаат и ценат таков живот. Откажувајќи се од грчкиот јазик, тој бара јазик на кој што би пишувал. Народниот македонски јазик, иако му е познат на Прличев, иако тој со него често се служи во своите творби, не може да го задоволи. Јасно е дека и во тогашниот бугарски јазик не можел да најде она што сака неговиот класичен дух. Тој уште рано учи во Цариград славјански јазик. Кога бил помолен да ја преведе Илијада, тој зборува дека би требало преводачот да го знае убаво старославјанскиот јазик. Идеал му е еден општ славјански јазик. Општо, тој намерно бара стари падежни и глаголски форми. Една е славјанската граматика и ќе дојде време кога што едно општо наречје, употребено од учените, ќе ги сврзуе сите славјански племиња. Тоа може да е сон, но е нужда голема. Така, гледајќи на јазикот, тој направува свој јазик во кој што има црти од народниот македонски јазик, стариот славјански јазик и бугарскиот јазик. През целиот живот Прличев жали дека не можел да студира во Русија или во Прага. Не се најде ни еден да ме посоветуе да одам во Русија. За нас тука не може да биде важно дали Прличев вака или онака гледа на известни прашања. За нас исто така не е важно дали тој имал право во крајна линија за ова или за она. За нас е важно дека еден чесен интелектуалец во борбата против грчката политичка и културна тиранија и турскиот деспотизам станува против насилниците и е готов да се бори за оние народни идеали што си ги поставува времето. Како писател, тој успеал да даде пресек на тогашното наше друштво и да земе однос према него. Иако тој не успеал да го натврли своето време, тој честно му служел на народот и го одразил во својата автобиографија наместа поетски и правдиво, своето време и тогавашните народни борби. Поемата Сердарот е напечатена 1860 година на грчки јазик под заглавие Арматолос. Во грчкиот оригинал таа има 912 стиха во 4-стишни строфи, римувани А 15 слога, Б 8 слога, АБ слободен размер. Поемата е преведена во проза 2 пати на бугарски јазик и еднаш на македонски јазик. Првиот бугарски превод е од Г. Балашчев, Български преглед, година 2, книга 4 до 5, 1895 година. Вториот од Васил Пундев, сочиненија на Григор Прличев, 1930 година. Преводот на македонски е наместа скратуван, наместа вулгаризиран, така да е изгубен класичниот дух. Јазично и правописно застарен, иако течен и лесен за разбирање. На ова второ македонско издание целта му е да се запази духот на поемата, на места и на штета на јасноста.
Григор Прличев. Сердарот. Пискоти се слушаат од галичник во река. Каква ли голема несреќа ги собра заедно и мажи и жени, та сите плачат жално. Дали ги удри град житоносните полиња, дали се нафрлија скакулци, дали султанот прати да збира даноци предвремени и тешки. Нити ги удри град житоносните полиња, нити се нафрлија скакулци, нити султанот прати да збира даноци предвремени и тешки. Гегите го убија Кузмана, нашиот јунак, прочуен Сердар, и одсега ногата на албанските арамии ќе ги оскврнуе нашите сенчести планини. Така си зборуваа уплашени и поразени земјоделци, верни служители на Деметра, а жените, кога чуја за овој глас, си го искинаа од драскање лицето. И гласот се креваше и растеше голем, брзокрил како бореј. А и до соседните села стигна овој злокобен глас за несреќата. Просолзија очите на вдовиците и сираците кога ја чуја оваа тажна вест и останаа земјоделците со отворена уста како од секавица на ровја. Пролетна вечер. На прагот од вратата седи длабоко замислена жена од средна доба, јадра, прекрстила раце на своите јаки колена, загледана во цевката од пушката што ја беше убаво лснала со истолчен јаглен. Таа има геројска сила, амазонска става и вистинска женска убавина. Годините не можеа да ја намалат убавината. На незиното свежо лице уште болска волшебна младосна сочност. Тоа е Неда, несреќната достојна мајка на Кузмана. Потонала сега во хаос од горки мисли, та впила очи во земјата, оти видела ноќта тажен сон. Подпирачните греди од незината куќа едновремено со голем шум и сила се срушија. На средето останала само една греда, една едничка што ја подпирала куќата. Но и неа ја тресеа бесно многу огнооки и страшни змеови. Најпосле куќата се сруши и купиштата од урнатините станаа гробои. Таа со одвратност го оттурна сонот од себе си. Црни мисли ја обградуваа неотстапно и ја обколија натрапливо мачителните ликои од страшниот сон. И при секој шум таа дигаше намуртено чело, како да бара нешто, и пак го наведнуеше како овенато цвеќе, оти не можеше да види она што бара. Секој минуач, жалејќи ја оваа почитуена вдовица, си ги криеше просолзените своји очи и никој не се решаваше да ја каже за несреќата на едничкото неизино дете, оти тоа дете беше потпорка на куќата, крило на мајка си и страшилиште за албанците, што како ужасни харпии ја пустеа околијата и ги мачеа сираците. Мајката веќе се готвеше да кладе на огон котел со вода за да ги измие капнатите нозе на јунакот, а него го носеа мртов. И се надеваше кутрата да го пречека јавнал на својот конј, како трча грабаданици силен, непобедлив цар на сенчестите планини, тројно повеќе мил син. Оти Кузман често се качуеше на планината и ги гонеше арамиите, и горд се враќаше со својата верна дружина секогаш победител. Но наеднаш се чу шум од стапки на многу народ. Четворица гологлави албанци, торжествено и нажалено, го носеа на раце мртовецот и испотени го положија телото пред вратата. Мажи и жени и жителите од околните места како едно тело го обградија стишно мртовецот. И од секаде идеа потресени писоци и жални риданија, како секој да оплакуеше се што му е најубаво и најмило на земјава. До трупот на Кузмана жално цвилеше конјот од кој што струеше крв и наведен над јунакот со гривата, тој длабоко нажален удираше по земјата. Со трепетна стапка истрчуе мајката и се двоуми, но по сенародниот плач ја погоди несреќата своја и се сети за сонот.
нададе танок писок како арсланица првостинка, на која што ја грабаат дрски ловци првата рожба. Тогај се наполнија со жешки солзи и очите на најтврди луѓе. Плачовите го зафатија целото село, а таа ја фрли од главата шамијата и ја пушти косата и плачот изванредно нарасна. Отворете ми пат, малодушни орачи, му рече таа на народот гневно. Сакам да го видам сина ми. Зашто тажите над Кузмана, о, кутри земни створои? За него се достаточна награда солзите од мајката и риданијата на роднините. Оплачете си ги младите ваши невести и керки што ќе бидат плячка на арамиите. Каква надеж имате сега клетници? Ете, загина Кузман, што како зеница на окото си ја пазеше татковината и ве штитеше. При тој вик на мајката, народот се тргна стаписано и отвори тесно патче. Како менада со растурена коса, таа се фрли на мртовецот наглас плачејки и ја гушна до себе си неговата студена глава, како што бршленот го гушно е стеблото на јаворот што му го крепи животот. Плачот се креваше се повеќе и заглушни пискотници го полнеа воздухот. Многу жени ја заобиколија жалната злосрекна мајка и нижејки утешни зборои како милогласни ластовици полека ја одделија неда од студеното тело. Кој смртен може да слуша со тврдо срце сладок женски глас? Албанците гологлави пристапија со искрено сострадание, со скрстени раце на градите. Најстариот од нив рече: И везден да плачеш, о, мајко, има зошто. Ти загуби таков син, за чии што подвизи ќе пеат со сладкогласна уста идните народни колена. Служителите на Арес ќе ги слават неговите геројски дела и сите певци на земјата ќе те слават како мајка на герој. Ако сакаш, послушај и не плачи веќе. Јас ке раскажам за неговите дела. Свето е да се слуша за подвизите на героите. Многуто народ замолчи. Денеска утринта, полнејќи го воздухот со песни, дојдовме 100 души во стан. Да дадеше Господ да не изгрееше овој проклет ден што ја огреа погибијата на толку борци, но некаков зол демон не турна кон стрмни пропасти. Премили роднини, опитни во битките, видов како се префрлаат како риби. Многу мајки, синои си и жени, мажите ке си ги оплакуваат мрачно. Грабнавме 10 овни од блиското бачило, овни одлично згоени. Други се спуштија во стан и кршејки врати, побараа чист пченичен леп и од рацете на родителите ги грабнаа 10 деца да им служат при јадењето. Ама Господ на несрекните го виде од своите височини тој ужас и нададе уво да го чуе стенчивиот глас на невините. И како бич Божји се јави јунакот, кој што беше си намислил ужасни цели. Ги заклавме овните и откако ги одравме вешто ги наденавме на ражен, а нивната крв ја вцрви црната земја. А малку потоа се готвеше да се истури како црвен порој на истата земја и крвта на храбри јунаци. Никој пат не можеле да избегаат од окото на Творецот синоите на неправдата. Тогаш запаливме 5 огнои и на секој од нив се вртеа по 2 овна. Штом се изедливиот огон го испече месото, откако ја изгаснавме жарта, седнавме радосно по 10 души под дебелата сенка од дрвјата. На јадењето се нафрливме како изгладнети јастреби што виделе дебело месо и лични прислужници ни подаваа со земјани кани пресна вода. И кога си го наполнија стомахот, дрските војници ги задеваа прислужниците. Од секаде на трпезата се удираше во необуздани смеи, а тоа беше лош белег. Очите на навредените се полнеа со солзи како да се готвеше некаква несреќа за сите, а децата, молчејки, се црвенеа како божурига.
Јас остро ги укорив гибачите, но необузданите млади не отстапуваа пред советот на старите, оти страшната Божја одмазда веќе висеше над нашите глави. Во тоа време болскавото сонце се беше издигнало сред небесниот свод. Одненадеж сред викоите на пијаните се појави страшен конјаник, геројот, водејки 10 јунаци. Секој од нив сакаше да ги нападне ненаоружаните. Кузман одречно мрдна со главата, им вдахна храброст и веднаш прати кај нас гласник за бој. Обескуражени гибачите почнаа да се наоружуваат полека, исплашени од смртта и чувствуваат дека им се смрзнуе крвта во жилите. Сеќавајќи се за навредите, Кузман веднаш викна: "Бидете мажи, храбри деца на река, не плашете се од ништо пред нечесноста. Сега да се покажите смели." Ако некогаш вдовица со чисто вино ја уталожуела вашата пламена жедност, ако некој пат сираче со почит и засмеано лице ви бацило рака, ако секој од вас имал почесно место во гозбите и со тоа се гордеал, ако каната со вино ви се давала најпрво вас и секој излегувал насмевнат пред вас, да се сетиме за се тоа и да се покажеме храбри, за да не рече некој за нас дека лошо се фалиме и залудо се гордееме, недостојни за чест. Напред, судбината ни е скријана без промена во скутот на Творецот. Кога го рече тоа, тој возбуди смелост кај секого и се спушти, јавајки на конј, држејки двоостра сабја, убава изработка од Дамаск. 10 борци со трчаница го следеа трчањето на неговиот конј и се спуштија со викање како вихрогона далга во разгорот на битката, дишејки гнев и лутина. Гејги паѓаа многу и паѓајки се тркалаа по земјата, но битката беше неравна и, според како што им беше пишано, паѓаа и неговите борци, оти немаа ни железни гради, ни бакарни раце, а беа и тие родени од мајка. Тогаш, сам твојот мил син наеднаш ја зеде целата тежина на борбата и во редоите на непријателите се испречи сам, како со 100 раце гигант. Конјот се впушташе како што го водеше желанието на силниот вјавач и виткав како змија си пробиваше пат меѓу непријателите, спасуејќи го својот мил вјавач. Тој го тераше сред борбата, брзо како секавица. Секој негов поглед беше гром, секој удар смрт, и во ист миг и напред и назад, насекаде, вртејќи го своето остро око, удира со сабјата таму каде што е опасноста најголема. Црната земја се вцрвенуеше од албанска крв. Отварајќи широко ноздри, конјот ржеше од лутина, горд соучесник во победата и ги газеше трепетните тела на паднатите. Жално овкање се разнесуеше и пред исплашените очи на албанците тој се покажа како страшен крвожеден демон, гласник за одмазда на угнетените, што накажува насилнички дела. Никако не прилегаше на смртен во разгорот на битката. Под неговата сабја паѓа албанците како златни класои под црпот на жетварот. Му падна жал на Махмуда водачот заради нашата погибија и се спушти во борба како орел, сакајки да стапи во битка со Кузмана. И веднаш застана спроти него и ги сви вегите со страшен поглед, држејки во двете раце огнодишно оружје и јатаган во устата. Се чу двојно силно пукање од оружјата. 2 куршума излетеа барајки јуначко месо. Едниот го закачи левото рамо на геројот, каде што клучната коска се зглобуе со лопатката, а другиот со голема брзина се закачи во правот на земјата, откако исвучи залудо без да закачи топло месо. Горко насмевнат јунакот потоа се спушти и откако се исправи на конјот, пред да ја грабне Махмуд рачката на својот јатаган, кој испревари и ја дигна веднаш сабјата Дамасклија и ја управи правилно од лево на грлото на Махмуда, каде што грлото излегуејки гордо се дига над телото.
Јаката маса на коските не можеше да го запре силното железо. Тоа лесно стигна до десната мишка, одделувајќи месо од коски. Така дрвар во гора лесно пресекува здрава дабова гранка. Падна прво главата и десната рака на албанскиот војвода. Сетне падна и сам тој на куп од трупои што ја покриваа земјата и бликнаа пенести струи топла крв од лутата рана. Многу рани беа го нашариле јуначкото тело од Кузмана и многу ги беа закачиле длабоко и внатрешните делои низ преградата на ребрата. Тој сам уште се бореше, ненаситен на крв, и дишејки гнев и лутина како неугаслив огон, беснееше, а од раните му бликаше топлата крв. Но кога пресекна кај него животворниот извор, наведувајќи ја бледата глава, тој прошепоти некакви зборои и часом падна од конјот со голем шум. Така Даб, победител на ветрои, најпосле се навалуе под тежината на раните од секирата на корабостроителот, но заедно со тоа го смачкуе при паѓањето и смелиот корабостроител. Тоа го раскажа албанецот, а мајката што го гледаше дотогаш како изумена, припадна кога чу се и горко затажи облакувајќи го својот мил син. И наеднаш многуто собран народ одговори со плач како браној по долг морски брег. Откако се наситија од писоци и плачои, раскажувачот го рече ова. Не тажи го, жено Кузмана. По волјата на Творецот, тој во рајот се радуе на неискажани задоволства. И само плачот твој му ја мати душата, оти падна славен, бранејќи ја геројски родната земја, не како злосторник што го гони Темида и го фрла во мрачна јама, нити како задушен од наказ или од гибелен глад, нити како удавен од талази, нити кладен на постела, како жена од долга и тешка болест, но во убава битка, отплатник за насилнички дела, носејки поранешни рани, задавајки голем страв, откако истепа многу непријатели. Тој сам уби мнозина во страшната борба, и јас ке ти раскажам само за првите герои. Падна многу народ. Јакуб, широкоградиот, непобедлив во борба, кој што, кога го фати, исполинот карал за папук, како камен го фрли пред многуто народ, па утробата му се истури. Рушит, многу богатиот, облечен во посребрени алишта, јаснозвучен свирач, вешт за чудесни ора, опитен и во страшна битка. Селман Мустаклијата, кого што стариот му татко на умирање го благослови со голема радост, оти си одмазди за крвта на помладиот брат, кога му ја пресече главата на Алија. Ахмед, опалениот од сонцето, што го обеси во гората Светиградскиот кадија, оти го виде дека се обидуе да ја обесчести жената на соседот. Опитниот мерач Абдурахман, на кој што упоритиот куршум секој пат погаѓаше и како што си летаа птичките и го сечеа воздухот, ги убиваше без мака. Само сега не погоди оловениот му куршум, дури како изумен ги гледаше убиствата, падна и тој Ерген, оставајќи ја во длабока тага својата стара мајка. Тој живееше во Малесија, каде што патник што моли секаде навоѓа скривалиште, дури и да убил и со намерение мил син или брат на домакинот. Па дури и султанот да го побараше од него скријаниот и да заплашуеше со смрт, малесиецот не се колебаше да си ја пролее и крвта за да го спаси тој што моли за заштита. Сулејман, што си ја беше продал куќата слушајки го силниот порив на младоста, сакајки најповеќе од се да се снабди со убаво домакинско оружје. Емин, што барајки смрт се фрла во Дрим, татко на божествени води, и матицата го завлече оти некогаш пијан навредил ненаоружани непријатели, но тогаш го виде еден рибар се фрли во талазите и го спаси. Кузман денеска му ја пресече жицата на неговиот живот, така му било пишано. Чан Јок, гостолюбивиот, на кого што куќата беше отворена за сите, родом од планинскиот Шпат, каде што живее смешното племе од смртни луѓе. Тие исповедуваат и Мухамедова и Христова вера,
празнуат мешано празници и мами и поп заедно пеат над гробишта при погребните обреди. Синот на Абдула, Елеас Брзоногиот, што летајки како ластовица го преминуеше местото за надтрчуење, а да не остави ни трага од своите стапала по правот. Ама не му поможија ни најмалку нозете на Елеас. Од страшната сабја заспа вечен сон, оставајки млада невеста вдојца и девојче сираче. Најпосле, дивиот Махмуд, одличен во се како бик меѓу волои, него сите го викавме војвода и го имавме како господ. И сите тие беа водачи на албанците, а многу народ паѓаше. Не ке ги споменувам сите, нити пак ти, жено, ке сакаш да чуеш се. Од 100 учасници во битката, другите сите ја напоија со својата крв земјата и од сите само ние четворицата останавме живи, го избегнавме ножот. И на жалените го донесовме на своите рамена како награда телото од стан. Не го оставивме да биде храна за кучињата и грабливите птици, оти му прилега тажно погребение, за да разбере секој како го почитуе албанското племе геројството. Често пати во Одрин сум гледал зачуден бестрашни руски војници. Често сум и завидувал на елинската земја, хранителка на одлични борци. Оти остарев во битки и многу гробој видов, служејки му на шкодралијата. Но не сретив маж како твојот син во толку борци. Блажени да бидат за век, о, жено, твоите гради што го исхранија. Со гојно здраво млеко си го доила и достоен се покажа за него, падна славен и никако не го усрами родот свој во рацете на сјајната победа. Куќата што ќе ги чуе, о, жено, твоите силни плачои, ќе биде света и ниеден храбар албанец не ке тропне на твојата врата да бара досадуејки ти гозба. Многу раја е готова да го нахрани гегата со многумесна трпеза, има многу богати. Јас секој пат ќе го имам на чест овој покрив каде што мајката на Кузмана ја поднесуе својата тага. И ете, страшна клетва даваме, и не ке се рече дека некој пат албанецот ја згазил својата клетва. И веднаш сите се наведоа заедно со пиетет пред телото на мртовецот, стиснаа јако крстосани раце пред умрениот и се заколнаа со света клетва. Се колнам, јунаку, пред тебе, никогаш да не ја нажалам твојата мила мајка, нити пак ќе допуштам, доколку зависи од мене, друг смртен да и додева на куќата твоја. Така се заколнаа гегите, деца на чистото колено на многогласните пелазги. Неда, како погодена од рофја, со вкован поглед го гледаше водачот, безгласна како риба, но најпосле му одговори многу луто, оти жалот ги стегаше мајчините гради и гнев бликаше од незините усни. Зар пак, о грабачи и скитници боси, имате лоши мисли? Зар пак, разбойници, кроите с кришум, кражби, убиства и грабежи? Зар не се сеќавате, клетници, како страшната Божја рака предмалку ве смачка и сосем ве разори? Или диво се радуете дека загина Кузман? Но и други борци река ќе ги воскресне и како нивни водач во планините јас ќе тргнам по вашата трага, дури да ве затрам или да загинам. Зошто ми е животот ако не барам отплата за крвта на сина ми? Поарно ќе барам во битки или смрт или победа, ако е тоа желанието на Бога. Со радост ќе го отврлам товарот на животот, за да го видам пак син ми. А ти, залудо го фалиш како одличен јунак, бидејќи си негов непријател по вера. Храброста, нема потреба од вашите итри пофалби. Дароите на непријателите се омразни. Не ми е мил венецот што го плетело шотијата, која што крие други замисли. Расплакани албанки на кои што им Кузман истепа толку души мажи, му плетат фалби,
прикажуејќи за славата и подвизите што си ги видел и што ги раскажа. Од кротката раја, вели вашата клетва, албанецот ќе си ја бара дневната храна и само покривот на Кузмана ќе биде почитуван. Туку со такви зборови и клетви не ме залажуеш. Мојата куќа е света, многу железо има во неа, многу барут и не да е достоен заштитник. Иако со ова заедно дојдат и мнозина други, таа смело ќе ве дочека, надевајќи се на Божјата помош и со крв ќе ја запечати борбата. Но бидејќи сте го носеле нарамо умрениот Кузман и сте поминале долг пат, сметам дека е против законот да започнам прво против вас крвава битка. Затоа, нека секој од народот даде збор колнејќи се во вистинска верност, дека не ќе врши грабеж во границите на многу намачената река. Инаку, мажи, земете си ја назад клетвата и нека уште денеска започне војната. Не може да бидам среќна ако татковината ми е во мака. Рече и народот растреперен ја чекаше замајано разврската на драмата, а албанците се чудеа на силната природа на гордата жена. Најпосле, секој даде збор, колнејќи се пред многобројниот народ дека не ќе врши грабеж во границите на многонамачената река. Тогаш не да го крена мртовецот, огромно бреме, ама лесен во рацете на мајката. Народот со плачење се приближи како далга и патната врата скрцна многу силно како рикање на бик. Немаше пат за врвење и широкиот двор од куќата се наполни, а мнозина останаа надвор. И насекаде народот се стегаше со плач и секој сакаше да ја фати овиснатата глава на Кузмана и да го целива неговото чело. А мајката, натоварена со лесноносното бреме, гологлава, со силно овкање се искачи по ретките стапала на високите скали. И го кладе мртовецот на високата постела, каде што престарела жена чекаше равнодушно и го покри со прозирна копринена карпа. Како само ти, о, жено, стоиш безсолзна меѓу сите што плачат. Таа жена со железно срце, со црна шамја е калугерката Фотина. Мнозина таа испратила во темнината на гробот. Постојаното гледање на смртта и го беше стврднало студеното срце на калугерката, а штитот на молитвата беше и го укрепил незиниот ум. И етеа, како карпа стои против јароста на далгите, недостапна за солзи, спокојно го слуша страшниот пискот. Таа го соблече мртовецот и се покажаа многу тешки рани. И мајката, кога ги виде обилните потоци крв, веднаш како поулавена целата треперејки си ги покри со двете раце очите како да ја гони еринија и нишајки си ја главата како лист падна кутрата полумртва. Надојдоа многу жени, го кренаа од подот незиното мртво жолто и одмалексано тело и попрскаа со студена вода по слепите очи. Кога си дојде на себе си, офна силно и отвори очи пак за плач, солзи и риданија. Откако го кладе в корито слечениот мртовец, старата тури млака вода што ја беше неда приготвила, таа се надеваше да го искапи жив покојникот. Калугерката го искапа мртовецот и во истото време, сред светата тишина, еднозвучно ги пееше сите страданија на Јов и се присмеваше на земните работи. Песната беше бестрасна како незиниот образ, но течеше кристално како поток што тече полека по песочното корито и ја заситуе жедноста на патниците. Така Библијата ја наситуе како балсам секоја неутешна тага на душата. Избороите ги разжалуваа душите на жените што беа таму, само не да плачеше и не сакаше кутрата да чуе утеха. Песната веќе свршуеше и старата со опитност беше го искапала многу оплакуваниот мртовец, геројот од река. Таа им даде на жените да го кренат белото како крин тело од Кузмана. Прва, мајката се пушти и без мака го крена како овенато цвеќе. Начас, многу опитната бабичка му облече копринена кошула,
танка како пајажина, а после посребрена руба што ја носеше Кузман на весели празници. Така млада мома облекува со песни младоженец за брачен обред и мајката така накитен го пренесе во чардак со висок таван, чудна творба на мајстори. Го кладоа во мека постела и околу неа наседнаа жените одлични тажачки. Неда сама им даде знак за неискажно тажење. Таа со расплетена коса почна да го оплакуе своето мило дете со рацете кладени врз него. Како младоженец, рече таа, се надевав, Кузмане, да те облекуваат со песни весели моми и во тој твој чардак да јачат весели свадбени ора. Со писани цвеќиња го украси искусен мајстор таванот од младоженскава стаја и радосно канејки за свадбени веселби бочвата кипи со вино. Торжествено беа испратени на свршеницата ти одлични свадбени дарои, оти веќе наближил часот за венчило. О, злотворна променливост на судбината! И сега ти слушаш погребно тажење наместо сладка свадбена песна и наместо брачна одаја имаш бездушен мрак на темниот гроб. О, не келулам твое чедо на рацеве. Ти беше потпорка на куќава. Со тебе изгасна родот. Немам друго дете. Не ми останува друга надеж. Господ, Творец на се, го остави со еден родот на многопочитуениот Раде и сега мракот на смртта ја голтна неумоливо и оваа една виданка. Стајко беше едничка рожба на Раде, а ти едничка рожба на Стајко. Сите загинаа славно во битките. Неподносливи страданија ме притискаат. Новава рана ја отворуе старата. Син и маж оплакувам денеска заедно, јас сирота, и од нова болка се свива срцето мое. Уште се чуди со ужас целото албанско племе на татко ти Стајка, силен сердар, мил другар на победата, што ги плашеше како што изгладнет орел плаши зајаци кога ќе ги нападне. И тој загина прочуен во Дебарца кога се биеше со Дервиш Муча. А ти, остана детенце, ме веселеше кога бев нажалена и си растеше бујно како фиданка. Со восхит ти слушаше да ти раскажувам за победите од татко ти и тоа ти беше најпријатно. Кога слушаше за неговото убиство, твојот пламенен поглед фрлаше огнени искри и поцрвенет од лутина ти се колнеше да си одмаздиш крвта на татка си. Замислен и бегајќи од големиот шум на врсниците, ти беше овладан од силни мисли. На сон гледаше битки, а најаве дома играчки ти беа оружјата. Често те гледав како опашуеш тежок меч и одиш гордо, како си зборуеш таинствени пламени зборои, замислуејќи си битки и убиства. Кога порасна, ти изврши дела од кои што затрепери од страв секое племе од твоите непријатели. И од нивната уста чув за тебе пофалби вечно неувенливи. Твојата двоостра сабија славно ја прероди река што пиштеше како пиле во остри орлови ногти, поднесујќи ги навредите на албанците по смртта на славниот ти татко. И ти сега брзаш, сине мој мили, да земеш лавров венец во блажениот рај, каде што задоволствата се заприказна, каде што се разлеваат божествени песни какви што увото на смртен не чуло, каде што векоите поминуваат како празнични часои. Таму ќе го видиш татко ти во ливада и кога ќе се фрлиш да го гушнеш, кажи му што си историл во светата борба, борејки се за татковината. И тој, кога ќе ги рашири рацете да го гушне јунакот, засмеан ќе те баци. И другар во радоста ќе ви стане по малку време, може би и клетата Неда. Рече. И безсолзните очи на Неда беа црвени како жарови, од внатрешната жешка тага и го пресушуеше потокот од солзите. Во тоа време жените го подзедоа со припев тажењето, а однадвор безброен натрупан народ, плачејки, одгласуеше звучно.
И сетне едно по друго два хора од други жени огласуејки оплакуваа се што беше Кузман за животта рекол или сторил. Кој може да го раскаже она што го редат жените кога тажат над мртовец? И кога дојдоа мајките на мажите што паднаа во битката заедно со Кузмана, го оплакуваа мртовецот и земајки повод од него, ги оплакуваа своите синои да не станат плячка на кучињата. И од секаде куќата јачеше од нивните пискоти и овкања. Тогаш Неда како Елен истрча во горната одаја и со лутина го укори народот. Оставете го тажењето, рече. О, мажи, орачи! Зошто се топите како жени во бесполезно плачење? Неколкумина од вас што имате јаки раце и лесни нозе, оставете го плачењето. Прегнете кола веднаш и тргнете брзо во стан. Таму лежат во правот незакопани одлични јунаци, чиста жртва на татковината. Дајте ги, макар и мртви, на несрекните мајки, за да ги закопаат и истажат со почит своите деца. Оти гробот и тажењето се награда за умрените. Рече. И часом се исправија четворица лични едноврсни момци и брзо се спуштија во куќата на многоимотниот Фоти. Извлекоа 3 лесни коли што беа во крајната сушина, ги поправија дабовите процепи и ги намачкаа со катран дупките на колцата. И во секоја кола прегнаа близнаци чифто и црни биволи и откако се помолија од срце, дигнаа раце кон Бога, дојдоа до стрмните патишта на многу надиплените планини. Се потат брзајки го ведата, а страшно е крцкањето на оските по патот. Водач на колите беше опитен стар маж што многу чул и видел. Тоа го правеа тие. А една несрекна мома, затворена во својата одаја, го оплакуеше својото либе Кузмана. Која беше таа? Таа беше Марија, со убавите клепки свршеница. Томе, незиниот стар татко, ја имаше како единичка надеж, а таа знаеше многу занаати, на кои што се учат моми држејки игла или совалка в нежни раце. Таа не дојде да го накити својот мртов свршеник со неколку погребни цвеќиња, оти во река е срамота да се слуша моминско тажење. Како невини птици, момите затворени пред свадбата пливаат во хаосот на своите мечти, нив само Господ ги гледа, и ѕидоите на одајата ги кршат нивните писоци. Како што го ткаеше платното, таа го чу плачењето и почнаа да и се јавуваат жални мисли, и тогаш стариот и татко со солзи како дожд дојде како гласник за несреќата. Време е за солзи. Кузман загина, мила керко, во стан како победител над непријателите. Дома жени го тажат во жална руба и плачот е железен. Откако ја скри пред татко си маката и својот жал, момата се покажа спокојна и дури не заплака, само побледе како прозрачен килибар. А старецот излезе и се оддалечи мислејки за друго мажење. О, сиромашкиот, никој пат не ке стисне внуче во своите раце. Девојката кога остана сама, ја искина својата шамија, нададе жален вик, ја расплете својата долга коса и откако се потури со пепел, ја презре својата света убавина и плачејки рече: О, пропаст, о, маки, о, несрекен ден! Жалостен од сега ќе ми биде животов, бескрајна низа од солзи. И само во гробот јас, сиромашка, ќе најдам балсам за мојата душевна мака. Како ме напушти, Кузмане, Кузмане, и каде ја оставаш толку саканата своја свршеница? Неке те видам веќе да носиш на гордиот твој конј сјаен трофеј, нити да сјаеш меѓу веселите момчиња на орото со оружјата. Да бев со тебе наоружана како јунак со сабја в рака и место тебе пречекујќи ги стрелите на албанците да умрам како твоја закрила.
Ке се спуштам како менада да ги раскинам во планините твоите крволочни убици. Но залудо. Нежната мома се плаши од огнот на битките и раката ми е слаба. Пред тронот на Севишниот ке кренам глас лиејки жешки солзи. Може би милостивиот Творец ке те врати жив на моите молби, Кузмане. Но кој смртен се вратил од жилиштето на оној свет? Харон е силен и заради мене Бог не ке ги имени вечните закони на природата. Ке станам прислужница во домот на Господа и ке носам црна руба, за да не може никогаш смртен да ја оскверни мојата постела, макар и да има божествена убавина. Може би со плачење ке го омилостивам Бога со моите бесони викои да ме соедини милостивиот, час побргу со тебе во покојот на праведните. Често ти велев, Кузмане, не си го изложувај животот во шумот на битките, но ти, јунаку, сакаше се да изложиш на опасност заради несрекните. Не си веќе жив. И кога сладок сон ке ги заклопи моите клепки, во тишината ке те гледам во соништата, сјаен каков што беше на земјава. Ох, сонце, како ја распрскуеш денеска својата сјајна светлина и не го почитуеш геројот. Угасни во океанот, не изгревај веќе откако почина Кузман. Рече, и веднаш како поулавена ја преврте целата покуќнина и нејзината мака растеше. Така го оплакуеше Марија другарот на своето срце. Близу до Галичник има еден свет рид целиот насаден со врби. Крај него поток тече брзо како змија и лее кристални води. Таму светлината на сонцето одвај може да прицне. Најпрво таму во сенчестите гранки се јавува кукавицата, за да извести дека иде пролетта и извија тажни звуци. Замислен патник седно е задишен таму под стара врба и слушајќи го чрчорењето на птиците и веселото шумолење во ладната сенка, не му се сака да си отиде. Радосната природа вели, остани човече уште малку. Овој рид е живеалиште на умрените, што го крие правот на мртвите од Галичник. Големите градежи на владетелите немаат таква убавина. Знакот на тагата, темјанушката, само таму цути како скромна цветна покривка. Така, под посланиот килим се зацкриваат гробоите со сините цветои на темјанушката, да никој не може да ја види земјата, толку густо растат. Кога ќе осети оддалеку чудесната миризма, патникот и без да сака се излажуе, ја заборава целта на својот пат. Таму често жена со црна шамија ги оплакуе своите најмили. На врвот на ридот се гледа мраморен споменик меѓу другите. На плочата е убаво исписана мртовечка глава со надгробни знаци. Под мраморниот крст има еден отвор од кај западната страна, внатре во него светка неугасно кандило. Таму лежи Кузман. Еднаш во годината ги гледа човек момите од река кои што на врвот на ридот накитени со темјанушки сладкогласно пеат фалбени песни за геројот. Секоја вечер мома во црно расо како сенка оди таму нажалена, носи маслениче во рацете и ја поддржава да не изгасне светлинката на кандилото. Таа ја киди со темјанушки написаната мртовечка глава, лиејки жешки солзи, оплакуејки си го милиот свршеник. Таа е Марија, несреќната керка на Томе. Нејзината овената убавина уште свети над расото со голема пријатност. Милниот и поглед ја фрла во мечти нежната душа на секое момче, но во него јасно се гледаат цртите на скрпта како јасен отпечаток и на незиното сјајно чело се одразуе јасно тагата што го раскинуе срцето, како калуѓерка во Божиот дом таа служи тешко нажалена. Руменината на лицето ја овенела од маките, се топи како восок. Избегавајќи го постепено дружењето со луѓе, таа беше замислена. Често си шепотеше таинствени зборои. Најодзади селаните ја сметаа за побудалена.
Слеп просјак, прочуен, свирејки на двоструна гусла крај пат, го пееше ова, а јас, прост запишувач, слушајки ја запишав точно оваа негова песна. Ви благодариме што останавте со нас до крајот на оваа аудиокнига. Доколку ви се допадна, ве покануваме да се претплатите на каналот, бесплатно е, а вашата поддршка навистина многу ни значи. Во описот на видеото ќе најдете плейлисти со уште аудиокниги на каналот Гласот на книгата и продолжете со слушање. Пријатно до следната приказна.